16 март е датум кој никогаш нема да биде заборавен во Македонија. Ден кога запреа животите на млади луѓе кои не се вратија дома после забавата. Ненадоместлива загуба, незапирливи солзи, огромна празнина во 63 домови, во Кочани, во Штип, во Пробиштип и во Скопје. Денеска на плоштадот во Кочани се поставени 63 празни столчиња. Делегации од земјата и регионот им оддаваат почит на прерано згаснатите млади животи. Екипа на Телма е во Кочани и денеска. Од таму, директно во вестите го вклучуваме Петар Догов. Петар, како тече оддавањето почит? Да, во овие моменти во тек се последните мигови од официјалниот дел од програмата за одбележување на првата годишнина од смртта на 63 млади луѓе од Кочани и околината кои што го загубија животот на истиот овој датум пред точно една година во дискотеката на смртта Пулс, во трагичниот пожар кој што избувна доцна вечерта на концерт на групата ДНК. Имено во овие моменти се уште трае комеморацијата на која што се прикажуваат фотографии и видеа од секој еден од загинатите млади луѓе, фотографии на кои што тие се насмеани, а кои што се проследени со по неколку убави реченици за тоа каков живот живееле, пошто ќе останат запаметени кај своите сограѓани и какви сони што имале се до лани кога животот се уште беше пред нив. Во салата во Домот на културата се одржува оваа комеморација и таму се присутни нивните најблиски, родителите, како и представници на делегациите и на целиот државен врв, а овде зад мене, како што можат да видат гледачите, се насобрани нивните сограѓани, кочанчани кои што во тишина и со внимание ја проследуваат комеморацијата, седнати на столчиња и гледаат во видеобимот поставен овде во паркот на револуцијата. За тоа како започна комеморацијата и што беше кажано во почетните, во ведните зборови, во ведните мигови од истата, предлагам да видиме во продолжение. Кочани и Македонија изгубија 63 бисери, 63 инженери, доктори, бизнесмени, наставници, занаетчи и работници пред се, идни мајки и татковци. Изгубија цела генерација на млади луѓе кои требаше да бидат иднината на Кочани, на нашата држава. Помина година, време, а раните не само што не се затворија, туку стануваат подлабоки и пострашни. Годината што измина само успеам да го соочи Кочани со страшната вистина. Дека една вистина ги нема. Не можевме да ги заштитиме од смртта која не секогаш е во човечки раце, но можеме да го зачуваме споменот за нив. Да се увериме дека се уште милите пеат, не баре така болката ќе намали. И да можеме, простете ни чеда, да речеме што во нас песна не остана, а и таа што остана не оти песна е. Лелек Тивок што убива. Затоа вие пејте ни. Пејте ни, ангели наши, се недопеано запејте и допејте. Овде во Кочани е најизразена линијата помеѓу пред и потоа, односно пред трагичниот пожар во дискотеката Пулс и моментите, месеците и еве цела година потоа. Кочанчани цела година наназад во саботите протестираа и бараа правда, но денес во тишина тагуваат за своите најблиски и за своите загубени сограѓани кои што го загубија животот лани на истиот овој датум, а како символика на сето тоа, односно како символика на празнината која што остана со заминувањето, прераното заминување на 63 млади луѓе, беа поставени бели столчиња на плоштадот, кои што на секој од нив беше поставен по еден цвет и лента на која што беа испишани имињата на жртвите и годината на нивното раѓање. Потоа дојдоа представници на делегации, како и целиот државен врв поставија свежо цвеќе и се подпишаа во новоотворената книга на жалост. Пред комеморацијата следеше и опело, односно литургија предводена од владиката Иларион и молитва за упокоените. Предлагам да видиме краток сегменти од сето тоа. Исаја и непорочна ја дево,
можам да слушнам дека на комеморацијата се уште се набројуваат жртвите, односно се зборува за секој од нив. Кога тоа ќе заврши, кога тој дел од програмата ќе заврши, односно ќе стигне на самиот крај, последно во официјалниот дел е посета на меморијалната соба која што е отворена исто во рамки на Домот на културата овде во Кочани, каде што се поставени фотографии од жртвите со предмети кои што го символизираат или карактеризираат нивниот живот и предмети кои што ги користеле во нивното секојдневно живење, а има поставено и по еден тефтер пред секоја фотографија на жртвите, во кој што секој оној кој што сака може да остави по некоја порака за своите изгубени сограѓани. Остануваме овде да проследиме како ќе заврши програмата со нови информации, нови детали во наредното информативно издание. Да, Петар, ги видовме 63 празни столчиња. На сите има различна година на раѓање, различен датум, но еден е оној кога згасна нивниот живот. 16 март 2025 година. Ти благодарам.